Започна екстерното тестирање за учениците од 4-то одделение во основно до 3-та година средно образование. Истото ќе се спроведува до 10 мај и ќе опфати вкупно 189.037 ученици во целата земја, како и над 18.000 наставници. Денешниот прв ден според дел од раководителите поминал без никакви проблеми и значително подобро од лани. Во споредба со претходната година, оваа година е повеќе организирано затоа што првично, секој почеток на некој начин можеме да кажеме е тежок. Имаше прашања кои што, ако има прашање, нема слика и така натаму, или дел од одговорите кои што учениците воопшто не ги ни сретнале, така имаше некои досмислени прашања, меѓутоа оваа година, барем до сега, овие 2-3 термина е се во ред. И се надевам дека и наредните денови кои што следат, до 10 треба да тестирањето да биде, освен паузата што ќе биде во петок, се надам дека и понатаму ќе продолжи вака. Деновиве беа објавени и распоредите за тоа кој ден полага секој од учениците. 3 дена пред самото полагање пак учениците ги дознаваат предметите што ги полагаат. Според директорката на Васил Главинов, кај учениците како и кај наставниците постои возбуда, но очекувањата се дека екстерните оцени ќе се поклопат со оние од дневниците. Е притисок малку за учениците, за секој. И ние ако би седнеле и сега очекуваш годишен тест, и ако учениците се оценети, сепак е стресна ситуација, али се надевам дека, нормално рековте, дали и професорите се го гледаат резултатот и оценката што ја ставиле кај ученикот, овдека се гледа и реалноста на оценувањето и го очекуваат резултатот така како што ги оценили учениците и затоа ставаме тестатори, по различни предмети, така да не биде малце, и поврзани со учениците, ако е географија, да има географија тестатор, се повеќе или оделенска настава или друг предмет, зависно од тоа што ученикот ќе полага. Мислам дека реалноста сепак е проследена до крај и оценките што ги напишале се тие и на тестирањето, иако им влијат, нормално им влијат на целокупниот успех за време на целата година што ученикот постигнал како резултат по тој предмет. До сега, според Министерството за образование и наука, биле испратени над 3000 забелешки по однос на прашањата и истите се веќе коригирани. Околу 650 наблюдувачи и 175 администратори го следат екстерното тестирање во земјава, а на терен се активни инспекторите на Државниот просветен инспекторат.